Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. По 3 месеци обвинение за трагедијата во Кочани. За дел од осомничените нема да има процес. Уште еден договор за стратешко партнерство со Унгарија. Двете држави ја продлабочуваат соработката. Силјановска Давкова нема проблем да разговара и со премиерот на Бугарија. Вели дека ќе биде во Хаг и очекува диалог со Софија. Лицата со дијабет бараат минимални критериуми за набавка на неопходните помагала. Ако нема слух, ќе одат на протест. Нападот на Израел врз Иран вовед во нова дестабилизација на Блискиот Исток. Зошто пропадна идејата за една изборна единица за позициите на либералите и европската интеграција на државата, ЛДП меѓу власта и опозицијата. Локалните избори како предизвик. Тема на денот со Моника Зајкова, председателка на ЛДП. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Триесетчетири лица кривично ќе одговараат за трагедијата во Кочани, во која загинаа 62 лица. Обвинителството го подготви обвинителниот акт, кој се е на списокот за што се обвинети. Деталите ги има Зоран Јаневски. 34 лица ќе седнат на обвинителна клупа за трагедијата во дискотеката Пулс. Јавното обвинителство сите ги гони за тешки дела против општата сигурност. Според обвинението, секој од нив со своето постапување или непостапување низ годините придонеле за пожарот во кој животот го загубија 62 лица. Се започнало од сопственикот кој во 2012 почнал со градежни работи за реконструкција на објектот. Без никакви дозволи издадени од општината, се вградувале несоодветни запалливи материјали, немало елаборат за заштита од пожари, не биле исполнети ниту минималните технички услови, но објектот работел како ноќен клуб. Практично во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, носивоста и стабилноста на конструктивните елементи, бројот и големината на излезите за евакуација. Во незаконитата работа на Пулс помогнала и собственичка на правно лице од Кочани, која изготвила елаборат за пренамена на објектот. Тоа пак не го проверил ниту еден од тројцата градежни инспектори на општината, а дека на локацијата не била предвидена дискотека според деталниот урбанистички план, иако биле должни, не интервенирале ниту тројцата градоначалници на Кочани. Со своето непостапување му овозможиле на прво обвинетиот и правното лице незаконито да вршат угостителска дејност. Со обвинението опфатени се и 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како и раководителот на инспекциската служба, бидејќи никогаш не спровеле инспекциски надзор, не само за дискотеката во Кочани, туку за ниту една во државата. До нив на обвинителна клупа ќе седнат и двајца од 4 осомничени министри за економија, но нивните имиња обвинителството не ги открива. Еден државен секретар од економија пак ќе одговара за примање подкупи и фалсификување. Во 2 наврати од собственикот на дискотеката зел околу 4000 евра за да издаде 2 фалсификат лиценци. Дел од парите биле уплатени на неговата лична сметка. Според обвинителството, со свесното пропуштање на своите обврски и надлежности, дејствијата се надоврзувале, па станало невозможно да се спречи трагедијата. Кобната ноќ во објектот била внесена и пиротехника, фонтаните биле активирани по безжичен пат, а лесно запалливиот таван од сунѓер придонел за експресно ширење на огнот. Заради лошо проектираните врати, било речиси невозможно навремено да се излезе од објектот. И свесното игнорирање на безбедносните процедури од многу поединци и институции придонеле за исклучително тешките последици и неможноста да се спречи трагедијата и на време да се спасат 62 млади животи. Во истрагата опфатени беа вкупно 47 лица, но за 13 е сопрена постапката. Еден починал во трагедијата, еден е се уште на лекување, а за 11 претходно осумничени, меѓу кои директорите на пазарниот инспекторат, не биле обезбедени докази. Со обвинението не е опфатен сопственикот на Агенцијата за обезбедување, кој неодамна беше приведен, бидејќи за него истрагата се уште трае.
Од синоќа пак обвинителството, кое е задолжено да гони полициски службеници, истрагата е прошири за уште 13 мина, па бројот на осомничени се искачи на вкупно 27. Истрагата и за нив се уште трае. МВР беше во координација со јавниот обвинител за организиран криминал, кој што издаваше наредби, дел од лицата беа и сослушувани претходно, така да не е ова сега што ние сме дознали, туку сега прибравме докази. Од обвинителството не ја исклучуваат можноста за проширување на истрагата и со други лица. Сметаат дека бројот од 34 обвинети не е проблем за водење на судската постапка, бидејќи и во минатото имало случаи со сличен број лица кои седат на обвинителна клупа. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Опозицијата бара да одговараат и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, но и директорот на БЈБ. Сметаат дека јавноста мора да знае кој ја кочел истрагата и кој ги штител виновните. СДСМ го поздравува проширувањето на истрагата за Кочани, но обвинува дека се реагирало доцна. Од опозицијската партија обвинуваат за уништување на докази и бараат политичка и кривична одговорност од премиерот, министерот Тошковски и директорот на Бирото за јавна безбедност. Колку докази се уништени додека власта ја блокираше правдата? Колку одговорни лица ќе успеат да избегнат казната поради 4-месечното прикривање? СДСМ бара целосна одговорност од сите инволвирани, институционална, кривична и политичка. Јавноста мора да знае кој ја кочеше истрагата, кој ги штитеше виновниците и кој со молк и лаги учествуваше во прикривањето на една од најголемите трагедии во поновата историја на нашата Македонија. Без одговорност за Јанев, Тошковски и Мицковски нема целосна правда. А правда за Кочани мора да има. Полициски извори за Сител велат дека вчерашното приведување на 13 полициски службеници е резултат токму на истрагата на внатрешната контрола на МВР која завршила пред еден месец, а сите документи уште тогаш му биле предадени на обвинителството. Од владеачката ВМРО ДПМН е денеска велат дека од одговорност нема да побегне никој, без разлика на политичката припадност. На опозицијата и порачаа да не манипулира дека извршила било каков притисок за нови приведувања. Постапување по доказите од МВР, откако истите се предадени и преземање на било какви действија е обврска единствено на јавното обвинителство. Колку е сериозен обемот на документацијата, покажува и фактот дека во овој случај се опфатени над 60 лица, од министри, преку МВР, институциите, бизнисмени, градоначалници, секој еден кој можел да има вина. А сега да прашаме, колку лица беа опфатени во истрагата за модуларната болница? 0. Колку беа во Бесатранс и Ласкарци? 0. Сега, тоа е разликата од МВР сега и од МВР кога СДС беше на власт. Обвинителството вчера информираше дека привело 13 полициски службеници кои биле на должност на денот на пожарот. Меѓу приведените е началникот на Крим полицијата, сменоводителот и началникот на Кочанската полиција, началникот за економски криминал во полициската станица во Кочани, како и полицаец кој бил на смена вечерта за време на несреќата. За нив обвинителството не бара притвор, туку полесни мерки за обезбедување. Александар Спасовски, Сител телевизија. Уште еден договор за стратешко партнерство со Унгарија. Двете држави ја продолбачуваат соработката. Силјановска Давкова нема проблем да разговара и со премиерот. Вели ќе биде во Хаг и очекува диалог со Софија. Македонија подпишала уште еден договор за стратешко партнерство со Унгарија. Денеска во Скопје шефовите на дипломатиите на двете држави најавија продлабочување на стратешката соработка во неколку сектори. Министрите за надворешни работи на Македонија и Унгарија подпишаа договор за стратешка соработка меѓу двете влади. Големи унгарски компании ќе се вклучат во значајни проекти во земјава, особено во сообраќајето, телекомуникациите и градежништвото, најави унгарскиот министер Сијарто. Големи унгарски предпријатија ќе учествуваат во проектите на големите проекти во областа на сообраќајот, телекомуникациите
и градежништво во Македонија, и тоа за нас дава огромни можности, пружа огромни можности, и технолошката подготвеност на овие предпријатија можат во голема мерка да придонесат за изградба на пруги, на телекомуникации, на полето на дигитализација во Северна Македонија и воопшто модернизацијата на Северна Македонија. Унгарија е еден од 10 најголеми трговски партнери на Македонија и меѓу водечките странски инвеститори, нагласи министерот Муцунски. Тоа според него е стабилна основа за уште поголемо економско поврзување. Во делот на надворешната трговија воспоставивме продуктивна соработка со унгарското министерство, од кој очекуваме конкретни резултати. Унгарија е меѓу првите 10 најголеми трговски партнери на нашата земја и еден од водечките странски инвеститори, што представува повеќе од цврста основа за натамошно економско поврзување. Како партнери и сојузници во НАТО продолжуваме да градиме отворена, искрена и стратешки ориентирана соработка. Убеден сум дека оваа позитивна динамика ќе биде дополнително афирмирана на престојниот 76-ти самит на Алијансата, од кој очекуваме јасна насока и одговори за справување со новите безбедносни предизвици, но и со нарушената европска безбедносна архитектура. На денешната средба се разговарало и за континуираната поддршка од Унгарија за нашите европски аспирации. Унгарија останува еден од најгласните и најпосветените поддржувачи на европската перспектива на целиот регион на Западниот Балкан. Тоа го докажа за време на нејзиното претседавање со Советот на Европската Унија и тоа го потврдува и денес. Искрено сме благодарни за таа принципиелна и доследна поддршка, особено во контекст на нашите очекувања за напредок во процесот на пристапување кон Европската Унија. Западноевропските држави, кога зборуваат за проширувањето, ве измамуваат, бидејќи веќе некои од овие држави од Западниот Балкан чекаат на прием повеќе од 15 години. Ние во Унгарија сметаме како неприфатливо да додека Брисел Украина сака екстра брзо да ја прими во Европска Унија. Во тоа време многу по-развиените, многу по-подготвени држави и кои се во многу подобра општа состојба од Западниот Балкан, нивното зачинување се постојано попречува и отежнува. Унгарскиот министер за надворешни и македонската министерка за образование подпишаа меморандум со кој годишно по 20 студенти од Македонија ќе може да добијат стипендии за да студираат во Унгарија. Приоритет ќе имаат студенти во областа на наука, технологија, инженерство и математика, како и медицински и здравствени науки и земјоделие. Студентите ќе имаат платена школарина, сместување во студентски домови или средства за покривање на трошоците за сместување, право на здравствени услуги, како и месечен надоместок за покривање на основните трошоци. Утро во Сијарто се сретна и со вице-премиерот и министер за транспорт. На средбата Николовски го поздрави договорот за стратешка соработка меѓу владите на Македонија и Унгарија. Овој стратешки договор со Унгарија е многу значаен во време на огромни политички и економски предизвици за Македонија. Партнерството носи само бенефит, а соработката со Унгарија никогаш не била на повисоко ниво. Договорот дополнително ќе ни донесе нови проекти во инфраструктурата и верувам дека оваа соработка што ја имаме со Унгарија ќе ја продлабочуваме во периодот што следи, истакна посредбата вице-премиерот Николовски. Мартин Арсов, Сител телевизија. Председателката на државата Гордана Силјановска-Тавкова вели дека нема проблем на самитот на НАТО во Хаг да разговара и со бугарскиот премиер, ако не патува Радев. Вели дека ќе биде во Хаг и дека е подготвена за каква било средба. Видете, не сме предложиле ние на господинот Желјасков за да биде потврдено. Туку, веројатно, тоа е нешто што ако е предложено од европска страна, значи од председателот на Европскиот совет, тогаш оттамо треба да дојде. Тоа е. Инаку јас сум спремна за разговор со господинот Радев. Неколку пати сме се виделе, тој ги знае моите ставови, нашите, национални ставови, ги знае и
господинот Антонио Кошта, ги знаат и останатите. Значи, јас секогаш велам дека може да дојде време да дојде до израз европската креативност. Без конкретен резултат заврши уште една средба меѓу историчарите од Македонија и од Бугарија, кои 2 дена разговараа во Скопје. Во врска со предлог препораките, повторно до израз дојдоа различни погледи и сваќања, што се однесува до евентуалните заеднички честувања, се разговараше принципијално, а не по конкретни предлози, соопшти македонскиот тим од заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања. Без оглед на различните пристапи и мислења, македонскиот тим од комисијата, како што нагласуваат оттаму, настојува на проактивен курс, при тоа залагајќи се за изнаоѓање конструктивни и одржливи решенија, базирани на позитивни европски практики со взаемно почитување на правото на различна перцепција кон минатото. На средбата бил подпишан записникот од 29-та средба од февруари 2024 година. И наред се минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин, претседателката на ЛДП, Моника Зајкова. Добро вечер. Добро вечер. Ако беше јасен резултатот, например, околу идеја за една изборна единица без претходни консултации, иако сите знаеме дека има потреба од консензус, зошто се мачите да поднесувате предлог? Пред сега сакам да кажам дека сум многу задоволна за тоа што граѓаните позитивно ја прифатија оваа идеја. И голем број на граѓани преку порака, па и пробуди интерес и во голем број кај вашите колеги, кај новинарите, кај медиумите, бидејќи навистина стануваше збор за добра идеја. И кога прв пат слушаме конкретни позитивни сигнали да биде оваа идеја конечно прифатена, па дури Дуи кој што беше кочничар во минатото излезе со своји идеи за некакви изборни прагови, го преточивме сето тоа не заради некаков популизам или заради очекување дека нема да се прифати законот, но заради тоа што се надевавме дека има позитивни сигнали, дека истото треба да биде преточено во законско решение во собранието и таму да се отвори аргументирана дебата и сите овие предлози да бидат разгледани и во една форма на амандмани да бидат прифатени, да дојдеме до конечно едно добро системско решение што ќе воведе промена на изборниот модел. Вчера мене ми е жал, на вистина не е загуби ЛДП или Моника со тоа што не беше усвоен законот и тоа не е ништо ново, затоа што и во прошлата влада многу наши закони не беа. Зошто пропадна? Речеме кога велите имаше позитивно премиерот сите и на крај нема. Изгуби, тоа е политика и се што се случува, но изгубија граѓаните кои што на вистина сакаат да гласаат за квалитет и да имаат право на избор, бидејќи отворените листи, не само изборната единица која што ќе го донесеше поправичната представеност во парламентот, но отворените листи кои што се клучни, граѓаните да изберат дека иако на пример Моника или Христијан или Маријан е прв на листата, можеби ќе преферираат да влезе Ѓорѓија или Цветанка, доколку сметаат дека тие поодговорно би ги представувале и би била транспарентни, конзистентни и би испорачале резултати кон нив. Така што изгуби македонската демократија. Ве разбирам, прашањето ми што се случи. Клучниот проблем е гласањето на диаспората, зошто на пример ако имаше толку желба од сите, на крајот не јас не можам да знам што се случи бидејќи законот минимум што очекував е да дојде до расправа во комисиите. Бидејќи во парламентот не е се црно или бело, вие имате можност да расправате во комисија, да дадете свои амандмански предлози и да дојдеме до едно заедничко решение. Нормално секој ќе даде отстапки и ќе прифати одредени работи. Не можам да знам затоа што не дојде до аргументирана дебата, односно на прва беше отфрлена потребата од донесување на овој закон. Затоа ја прашувам, има некоја логично образложение или не? Мислам, контактите со пратениците не контактиравте? Во политиката не можам да најдам логика за некои работи, кога еве сите со години го говориме тоа. Не ги прашавте колегите зошто го прават тоа, барем неформално? Па добро, можете и вие да ги прашате како медиуми зошто се одлучиле на таков чекор, кога знаеме дека само утрото беше поинаков ставот. Добро, но еве сега, например, имате веројатно консензус име повторно за оние уставни измени кои беа укинати, повторно да се вратат у иста форма назад за изборниот законник или
за собирање потписи. па не се враќаат во некоја си иста форма. Вие давате поддршка на тоа? Имаат консензус пак по големите партии. И јас ќе интервенирам со своји амандмани. Нема да бидам себична да не дозволам расправа, но ќе ги дадам своите аргументи и своето мислење. Добро, пред да поминеме на темите за евроинтеграција, сега да прашам како имате ли став како политичка партија за денешната одлука на обвинителството околу случајот во Кочани, колку сте задоволни, незадоволни од одлуката? Видете како, тоа е една огромна трагедија и како и секој граѓанин, нормално дека и јас ги следам сите случувања поврзани. Тој пробуди многу интерес и кај експертската меѓународна јавност, бидејќи навистина е трагедија од невидени размери. Оно што досега се одвиваше, можеме да нотираме одредени, можеби, брза реакција, но во текот на постапката како правник може да забележам можеби одредени недостатоци. Оно што мене ме мачи и што е неизвестно е на крајот разрешницата. Јас не сакам да се случи по се ова што излегува, па толку опфатени, па толку во притвори, па денеска обвинението против помалку лица, да не се повторуваат, бидејќи сме имале случај, дела како Зми Скоко, во кое што имаше 46 обвинати, 16 години траеше истрагата, а при тоа забравивме дека течат роковите на апсолутна застареност. Да не си дозволиме повторно да не згази времето и да имаме или паднато обвинение за некој од обвинетите или застареност на случаите, бидејќи во тој случај не само што немаме правда, туку имаме и многу голем број на стигматизирани луѓе кои секогаш ќе си го носат епитетот на тоа дека се огрешиле, а не успеле да докажат својата вина или невиност. Единствено во тој поглед сум скептик и тука правосудните органи, веќе нели од обвинителството ќе оди единствен како што видов обвинителен акт до судот, мора да бидат многу предпазливи, бидејќи е навистина чувствителна темата, мора да бидат многу ефикасни, но и објективни и непристрасни, бидејќи спротивно, ако немаме индивидуална одговорност, размерно на степенот на вина на секој кој што ќе се докаже дека ја има вината, но сето тоа се сведе на некое колективно дело, тогаш повторно имаме неправда и тогаш навистина мислам дека ќе се случи она народна револуција и гнев кој што нема да биде така лесно да некој го менаџира, а јас и ЛДП би биле во првите редови да дадеме поддршка на тоа. Добро. Очекувате дека ќе помине извештајот за напредот на Македонија во ваква форма како што беше одложен? Какви се вашите контакти со вашите лобисти, да речеме, во либерали, кои претпоставам дека немаат проблем со оваа формулација? Кога сето ова почна да се случува, морам да признам дека нели бевме повикани. ЛДП многу одговорно и сериозно си ја свати работата и навремено реагираше. Ние имавме неколку телефонски контакти со министерот за надворешни, со премиерот, со цел да помогнеме, бидејќи ова прашање е државен интерес за сите нас. Не е само партиска позиција на која што некој треба да добива поени. И се што беше во наша мок направивме. Впрочем, може да видите дека амандманите кои што се однесуваат и на македонскиот јазик и на идентитет се всушност поддржани од нашата група на пратеници, односно од групата на пратеници од Обнова за Европа и поднесани од нив. Од таму, од контактите, може само да кажеме дека бараат малце да се смират јавните страсти помеѓу двете страни, се со цел извештајот да помине онака како што известувачот го презентирал пред пратеничките групи, бидејќи тоа ќе биде навистина успех за Македонија. Ние имавме резолуција за признавање на македонскиот јазик, историјан или во германскиот Бундестаг и тогаш еден од носителите покрај партијата на Зелени беа и либералите. Тогаш поддршка ни дадоа ЦДО и ЦСО, нели имаше некои соопштенија дека ова не е ни 5% тоа што заслужуваат македонските граѓани, тогаш еве го представуваме и во Европскиот парламент и се надевам дека сите заедно ќе лобираме за тоа. Ние побаравме и средба за да ги усогласиме, односно да имаме координирани државни позиции, побаравме формирање и совет на меѓународните секретари со цел да ги координираат своите позиции. Тоа се уште се нема случајно, но како и да е, иако можеби е чудно сега опозицијска партија да помага
на владата во овој дел, меѓутоа за нас не е ништо чудно, напротив е нормално и сметам дека секоја политичка партија треба да се однесува одговорно кон државата и да помага. Како ја цените улогата на владата во поглед на евроинтегративниот процес, незиниот ангажман како позитивен, како негативен, како слаб придонес, како голем придонес, кочење на евроинтегративните процеси или? Па, ние слушаме дека има постојано некоја раздвиженост по однос на таа агенда. Конкретно не гледаме некој, ева сега, да кажам, искок за да се почнат тие преговори по поглавја, затоа што си имаме друга пречка. И јас знам како ЛДП би постапила кога би ја водела надворешната политика, тоа сигурно би се водела од принципот мирна вода брег рони, не би создавала јавни конфронтации или конфликти, но би работела на целта да станеме членка на Европската Унија. Она што треба сега сите да се фокусираме и да помогнеме е всушност да се одржуваат почести средби, меѓувладини средби. Видов дека председателката покажа интерес за одредена средба, од кој што би резултирале она што го најави председателката, всушност некој нов протокол во кој што ќе се исполни она што е наведено во договорот или она од вториот протокол, да се создадат одредени обврски за двете страни на паритетна основа, како што е впрочем и од делот за учебниците и образованието. И ние треба да се фокусираме на тоа. Не да се фокусираме на тоа да се расправаме како бугарите нас ке не гледаат, дали не го признаваат јазикот, нема, мислам, апсолутно не важно и мислам дека им даваме премногу внимание. Македонија е Македонија, сите говориме македонски јазик и додека го говориме и ги учиме нашите деца, тој јазик ќе живее. Тој јазик е признат од Европската Унија, беше подпишан и договорот од Frontex како еден вид на признание, така да ние да ја завршиме нашата задача и да се фокусираме на она што е наша цел, а тоа е час поскоро да ги почнеме преговорите, бидејќи јас искрено верувам дека Македонија има подготвеност и може, ако ја отстрани, односно отклони на пречка која што стои на патот, веднаш да ги отвори сите поглави и да почне да преговара по неа. По она ваша политика до мирна вода брег рони, поблиску сте до власта или до опозиција како опозиционери? ЛДП секогаш поблиска до граѓаните и до државата. И секогаш ќе работи во интерес на она што е за граѓаните, но и во интерес на Македонија. Има некакви преговори за поминување во парламентарно мнозинство или? Од целата наша работа може да видите дека навистина сме про Македонија, про македонските граѓани, сите наши предлози укажуваат на тоа. И лобирањето за во Европската Унија се однесува исклучиво заради интересот на Македонија како држава и на граѓаните кои што живеат тука. Една изборна единица беше исклучиво можност за граѓаните кои што сакаат транспарентност и квалитетни личности да ги представуваат. Нашиот закон за отповикување на градоначалници е исклучиво за можностите за граѓаните, укинување на банкарските провизии на управните одбори. Значи сите тие идеи на ЛДП говорат дека единствено работи за државата и за граѓаните. Јас се надам дека тоа ќе биде препознаено и еден ден наградено од граѓаните. Или од владата? Од граѓаните. Добро, на локалните избори одите сами или по некакви коалиции? Во моментот ЛДП е подготвена да настапи самостојно. Ние имавме министри за локална самоуправа, добро ги познаваме општините, добро ги познаваме проблемите на општините, изготвени се и голем дел на проекти кои што преку нашите општински организации ќе ги представиме до граѓаните на локално ниво. Може да, мислам, да бидам нескромна и да се пофалам дека по однос на квалитетот на кадари, по однос на меѓународна представеност, но и идеи, ЛДП навистина отскокнува од другите партии без конкуренција, бидејќи може би некој сака да не нарече помала по членство партија, но партија со многу големи идеи, што всушност и денеска се гледа и за поздрав што се прифаќаат дури после 13 години идеите на ЛДП како, не знам, укинување на економските директори во клиниките, реорганизација на органите на државната управа и низа други. Ние сме подготвени за сами, меѓутоа
не знаеме што све ќе се случува до октомври. Можеби ќе има голем напредок на реформската агенда, можеби ќе има уназадување, можеби сите настани кои што ќе се случуваат ќе бараат едноставно да збивање на редовите, односно здружување на сили и да настапи ЛДП во одредена коалиција. Во моментот сме подготвени за сами, веќе општинските организации ги подготвуваат Повеќе мислев на коалиција од други помали партии, не припојува некоја голема, ама така, ама јас напоменав коалиција, не напоменав која, значи не е исклучена ниту коалиција со граѓаните, бидејќи коалицијата со граѓаните е всушност најпосакуваното сценарио за ЛДП. Ако одите, например, сами имате веќе имиња за кандидати за градоначалници во сите општини, градско или одредени општини? Веќе се евидентираат, како што напоменав, се завршуваат кандидатските листи односно листите за во советите. Нормално дека партијата прави анализа и на одредени имиња за градоначалници, дека би извадила и градоначалници доколку настапува самостојно, но јас од лошо искуство во минатото не сакам однапред да излегувам со имињата, бидејќи секогаш кога ЛДП ќе излезе со одредени имиња, после тие луѓе се навистина подложни на големи притисоци. Завршија турбуленциите внатре партијата, што имаше еден период како некакви поделби? Па јас и тогаш во едно мој излагање напоменав дека не станува збор за реални турбуленции, туку повеќе стануваше збор за она народната се тресаше гората, се роди глушец и видовме дека тие апсолутно не резултираа со никаков исход. Благодарам за гостување. Мој вечерашен гостин претседателката на ЛДП Моника Зајкова. Лицата со дијабет бараат минимални критериуми за набавка на неопходните помагала. Ако нема слух, ќе одат на протест. Државата затвори над 200 интернет кладилници. Сојузот на Здружение на лица со дијабет бараат минимални критериуми за набавка на неопходните помагала, во спротивно најавуваат протести. Минимум критериуми за набавка на глукомери, ленти и сензори. Или лицата со дијабет ќе излезат на протести. Појавно упатените прашања до новиот министер за здравство за политиките на одлучување и немање на доволно количини на терапија. Денеска Азир Алиу ги повика на средба за да ги слушнел нивните проблеми и барања. Доколку Министерството остане владата, останат нови за нашите барања и не успеат да спомнат цели годинава да сменат дел да променат од начините на набавка и достапност на модерна современи помагала и за квалитетно менаџирање дијабетесот, нас веќе ништо друго не останало освен улицата да испаднеме за да го изразиме нашиот став дека после 6 години, веќе вчера Комисијата за заштита од конкурентност почна и други институции, ние долго време кажуваме дека работат, дека секој излезе на виделина, само што ние изгубивме многу време, изгубивме дел од нашето здравје. Зошто не се реализира наводно за 30% изголемената количина по новиот тендер за достава на терапија? Зошто нема Оземпик за новите пациенти кои се ставени на листата? Се само дел од јавните барања на лицата со дијабет до Министерот за здравство. Изминатиот период Сдруженијето неколку пати алармираше и апелираше дека за квалитетна контрола на дијабетот мора да имаат и квалитетни помагала. Во спротивно компликациите се сериозни и значат чести посети на лекари и хоспитализации. Сања Димитровска, Сител телевизија. Државата блокираше над 200 онлайн коцкарници. Граѓаните, ако се уште имаат средства на некоја страница за игри на среќа, надлежните им порачуваат да ги повлечат, бидејќи акцијата за блокирање ќе продолжи. За помалку од 2 месеци владата блокираше вкупно 226 онлайн коцкарници. Вице-премиерот Меджити денеска соопшти дека оваа бројка не е конечна. Им порача на граѓаните кои се уште имаат средства на некоја страница за игри на среќа да си ги повлечат парите што побрзо, бидејќи властите работат на мапирање на сите останати кои нелегално циркулираат во државата. 226 не е само бројка. Ова е директен удар во една криминална мрежа која со години беше толерирана и заштитена од структури тесно поврзани со претходната власт. За жал, една политичка партија која денес се представува како чувар на правата и достоинствениот живот на албанците беше главен спонзор на коцкањето. Меѓу другото, Меджити им порача на младите да не се коцкаат, потенцирајќи го фактот дека владата не е сојузник на, како што рече, казино мафијата. Сакам да ги повикам сите граѓани, особено младите. Не станувајте жртви на измамнички мејлови, не се играјте веќе со вашата судбина на нелегални платформи.
Ако имате депонирани средства на тие страници, повлечете ги што е можно поскоро. Државата действува и тие платформи нема да постојат повеќе. Новиот закон за игри на среќа, кој е во финална фаза од неговата подготовка, ќе биде од 50 до 70% поригорозен од сегашниот. Според најавите на властите, со неговото стапување на сила, ќе се затворат повеќе малски облажувалници и казина. Габриела Лискова, Сител телевизија. Заврши реконструкцијата на магистралниот пат од Охрид до Свети Наум. Градежните активности на оваа главна туристичка сообраќајна делница почнаа во август 2023. Пуштен во употреба реконструираниот магистрален пат Охрид Свети Наум со инвестиција од 11,7 милиони евра во должина од 24,3 километри, непосредно пред почетокот на летната туристичка сезона. Испраќаме силна и јасна порака. Македонија се гради без многу врева, без партиски бизнес спектакли, со план, визија и многу работа, истакна премиерот Христијан Мицкоски од Охрид. Ова денес не е само пуштање на пат. Ова е уште една потврда за определбата на владата. Да се гради без многу врева, без партиски и бизнес спектакли, со план, со јасна визија и многу работа. Во моментов, паралелно се градат неколку клучни патни правци. Автопатот Кичево-Охрид силно се забрзува. Делниците Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани се активни, а се работи и на подготовка за градба на делницата Букојчани-Кичево. Тоа значи дека целосно го затвораме автопатниот прстен во Западна Македонија и тука не застануваме. Вице-премиерот Николовски потенцира дека овој пат не бил реконструиран ни чепнат на одредени делници од годините кога за прв пат бил правен. Овој пат практично не беше реконструиран и не беше чепнат на одредени делници од годините кога прв пат бил правен, кога во поранешната држава генералот Карангелевски практично го пробивал овој пат. Од тогаш до реконструкцијата не беше чепнат најголем дел од патот. Еве го сега завршен, реконструиран и, како што кажав, во можност да помогне на туристите и на жителите полесно да комуницираат. Со овој модерен пат полесно и побрзо ќе можат да стигнат луѓето кои што живеат на овој дел од озерото, но исто така и туристите ќе можат многу полесно да комуницираат. Биеќе ова е исклучително важна делница, биеќе представува патна врска меѓународна со Република Албанија. Исто така е пат кој што возможува многу полесен и подобар пристап до комплексот Свети Наум. Реконструираната, проширена и партерно уредена делница Охрид Свети Наум отвора нови хоризонти за охридскиот туризам. Новиот пат значи побезбеден пристап на туристите од и кон Охрид и плажите долж ривиерата. Со реконструкцијата на оваа главна туристичка сообраќајна делница која започна во август 2023 се подигнува безбедноста во сообраќајот од Охрид до Свети Наум, но исто така овој магистрален пат има и регионално значење, бидејќи представува патна врска со Република Албанија. Нина Ритоновска, Сител телевизија. ВМРО ДПМН ќе ги објави кандидатите за градоначалници за предстојните локални избори во вечерните вести на Сител. Ескалира